Неделчево, моја драга сограѓанка и колешка. Со голем треп, почитувани драги љубеници на уметноста на зборот, драги ученици, кои што ми се посебно драги, бидејќи јас работам со ученици, драги делчевчани. Со голем трепет на душата, го очекувам овој миг и се радувам сега дека го делам со вас заедно. Не постојат зборови со кои што можам да искажам радоста и моето огромно задоволство и среќа заради присуството на секој од вас. Уште повеќе што со вас овде во вашиот град го споделувам овој за мене значаен животен настан. Понекогаш е тешко со зборови да го изразиме она што го чувствуваме длабоко во срцето. Но ако не се зборовите заедно со љубовта која лепти овде над сите нас, што би правеле ние, како би живееле? Допред малку си мислев дека само на промоциите во мојот роден град така возбудено се чувствувам. Не знаев до сега дека и овој настан овде меѓу вас, возбудата ќе е уште поголема, трепетот на срцето уште позабрзан, љубовта уште посилна. Гледајќи ме во овој голем број, искрено ви се заблагодарувам и на секој од вас ви дарувам дел од своето срце. Природно авторот најмногу да зборува преку својата творба. Се друго е излишно, но исто така повеќе потребно е со љубов и благодарност да им се обрати на своите читатели, искажувајќи го она што преку делото не можам да го искажам. Главниот мотив во моите две дела е љубов, она вистинска, возвишена, безусловна, она која не знае за препреки меѓу духот и материјата. Синоним за љубовта со такви одлики е Бог. А мојот главен поттик се младите, со кои како просветен работник ја доживувам својата професионална искореност. Тоа се моите ученици, сегашни и поранешни. Голема радост ми причинува нивното присуство во мојот живот. Секој од нив посебно има оставено своја трага во моето срце. Во секој од нив има дел од моето. Силно се надевам дека помладите генерации ќе ја препознаат и ќе ја практикуваат вистинската, возвишена и безусловна љубов како суштина на своето постоење. Само така ќе ја откријат смислата на животот. Некако само ми се наметнува размислувањето дека првиот роман, овде или во вечноста, го представува животот таков каков што е, суров и немилосрден понекогаш, но осмислен со љубовта. Мојот втор роман, каде што река повакнува небото, говори каков треба да биде животот според мерките на љубовта. Драги мои, втората моја книга настана некако спонтано, брзо. Побрзо отколку што очекував, побрзо отколку што мислев дека можам јас како обичен човек да стасам да напишам, побрзо отколку што можат да се нанижат зборовите, да се преточат мислите, да се изразат емоциите. Идејата да ја напишам оваа книга не беше воопшто нова, ниту спонтано, како што спонтано настана таа. Идејата беше неминовна. Растеп, ја носам откако знам за себе, откако сум го спознала светот и животот. Растев со неа, созревам со неа, работам со неа. Тоа не е една идеја, туку повеќе собрани во една единствена, да се промовира возвишеноста на љубовта во сите нејзини облици. Оваа книга сплотува во себе три љубови. Љубовта кон мојот дедо, кој има оставено силен печат врз мојата духовна база, љубовта кон Бога на која ме учеше мојот духовен отец дедо Данило и љубовта кон овие млади личности, моите ученици, чиј правец во животот зависи од делата на нас, останите. Мојот живот во голема мера се сведува на искуството од овие три љубови. На мојот дедо му должам многу, повеќе од што можам да ви открием со обични зборови. Тоа ќе ви го открием мојата книга. Тој ми беше пример за тоа како да се насочува животот. Беше човек со широко срце, голем верник во Бога, добар стручник во својата професија, извонреден влюбеник во уметноста на зборот, извонреден педагог и човек. Со личен пример ме научи како се сакаат луѓето, како се почитува љубовта и се љуби Бог, како се обожува професијата, како се умножува талантот што Бог секому го дава, како се видува човек. Затоа, искрено можам да кажам дека опишувањето на оваа книга ме воде испреплетени мотиви. Едниот е, како што веќе ви открив, личноста на мојот дедо, а другиот исто така голем и силен е искуството од работата со младите.
моралните кризи и искушенијата низ кои што врват ние заради грешките на нас постарите, кои не умееме на дело да им покажеме како да се справат со нив, како да ги надминат, како да ги заштитат идните поколенија од нови и подлабоки опасности. Се потрудив со Божја помош да го сторам тоа преку примерот кој јас како дете штедро и изобилно го добивав. На сите вам ви е позната добро и често употребуваната мисла дека животот пишува романи. Тоа е точно. И ќе се согласите со мене дека книжевноста зборува чудни работи на кои не им веруваме се додека не се случат меѓу нас. Драги мои, книжевноста е пожив од животот. Незините светови се побогати, поцелосни, пореални. Незините пораки излегуваат од длабочините на човековите срца, каде ретко човек зирнува ако не прочита некоја книга. Книжевноста ни дава можност да се почувствуваме во нечија кожа, да бидеме тоа што сакаме, да вкусиме тоа што досега не сме вкусиле. А зошто тогаш да не прифатиме незината моќ? Затоа како просветен работник, кој го предава токму предметот што се занимава со уметничката литература, посветено им се обраќам на сите млади. Повелете, драги деца, во светот на духовната убавина. Секогаш настојувам да ја разбудам кај младите жепта за книгата. Се што правам на ова поле, го правам најмногу заради нив, младите, на кои ние, возрастните, и ми оставаме иднината на светот. Но поканата важи и за сите луѓе подеднакво. Секој, било да е млад или стар, треба да го негува во себе духовното богатство, бидејќи духот никогаш не старее. Почитувани, би сакала уште многу да зборувам, но тоа ќе го оставам за некои други прилики. Се надевам дека повторно ќе се видиме и за нови делови. Особено и се заблагодарувам на директорката, господја Билјана Петровска, како главен организатор, која е заслужна за овој настан. Исто така и упатувам посебна благодарност на господја Даниела Такева, мојата, а сега и ваша драга сокраѓанка, моја роднина другарка и драга колешка. На сите вас и на отецот, ми е драго што го забележав тука меѓу публиката. Од срце на сите ви посакувам многу успеси. Исто така, особена благодарност упатувам на целиот тим на библиотеката Илинден, Делчевот за соработката и поддршката. Сакам уште да упатам огромна благодарност најпрво кон мојот сопруг кој вечерва не е во можност да присуствува, кој несебично и посветено ме поддржува во сите мои намери и со кого ќе кориме на животот еден покрај друг, држејќи цврсто заедничкиот правец, имајќи иста цел, ловиме на ист брод и копнееме по исто пристаниште. Една мисла вели: немој да пловиш во водата на нечиј живот, ако на тој пат не можеш да ги издржиш ветровите и бурите. Немој да едриш на тој брод, ако не копнеш по заедничкото пристаниште. Ако не умееш да ги сакаш маните, немој да се трудиш да ги сакаш ни до блести. Посебна благодарност упатвам и до нашите ученичиња. Ми е посебно задоволство бидејќи јас работам со младите. Мојот учениче Борјан, кој што е доказ за тоа дека работата со младите и посветеноста и љубовта која што се разменува секогаш, никогаш не престанува. Простете ако испуштив некого, сите ќе речувам длабоко во моето срце, а таму има многу место. Од срце ви се заблагодарувам на сите за вниманието и присуството, за љубовта што сите овде заедно делиме. Ќе споменам неколку мисли. Се надам дека нема да биде здобено ако ги споделиме, што неодавна имам прилика една првата да ја слушам од реномираниот актер Драган Белогрлиќ. Живејќи туѓи животи, не своите ликови, креирам свој свет. И се трудам да ги запознам луѓето, да се запознам и себе си. И уште една мисла од мојот прв роман. За вечноста останува само она што ќе го направиме овде и сега. Се друго се соништа за она што било и за она што би можело или би сакале да биде. Неодавна ми допадна една прекрасна книга Несветија свети од еден извонреден писател христијански, каде што ќе истакнаме на мисла од архимандритот Јован Крстијанки. Моето епизодно раскажување, каде што се пронаоѓам нечесто како автор, моето епизодно раскажување не представува прикажување на мојот живот, туку тоа се илустрации на некои животни ситуации. Но кога сите тие делови ги составив во една целина и кога сето тоа го препишував и прелистував, враќајќи се во минатото, бев се повосхитен гледајќи го богатството на милоста Божја.
Обраќањето ќе го завршам со една убава мисла, која се сведува сета суштина на мојот роман, каде што реката го бакнува небото. Радоста не доаѓа од околу, туку се раѓа во нас самите. Незиниот избор е единствено жртвата што од себе даваме за доброто на другите. Таа жртва значи безусловна љубов. Таквата љубов не се грижи дали ќе биде возвратена, а нема да остане незабележана, исто како и најмалата искра во длабоката темнина. Благодарам на сите и ви посакам се. Ovdje kada završime promocijata, dok stakate da pide niti odjevanje na videa, pravice. I mi